Заедничкиот граничен премин меѓу Македонија и Србија и борбата со нелегалната миграција, ова се главните теми на кои во Куманово разговараа министрите за внатрешни работи од двете земји, Панче Тошковски и Ивица Дачич, иако договорот за заеднички премин беше потпишан во 2019 година, а со кој требаше да се намали огромниот метеж кој го има на Табановце, ни по 5 години не е реализиран. Тошковски вели вината треба да се бара кај нас, бидејќи Србија завршила се, а ние со години не сме направиле ништо. Планот е од следната летна сезона конечно да биде во функција. Јас како и секојаш ќе бидам малце брутално искрен, кај нас е кабаетот. Како и за се друго, како што е кај нас кабаетот за тоа што не го воспоставиле One Stop Shop системот со Република Албанија, со Косово и со Република Србија, кабаетот е во Македонија, заради тоа што и во овој случај имаме потпишано договор. 2019 Србија е спремна во целост и со техничко решение и со све, а ние сме си спиеле како што во изминативе години е добро вака познато како факт за превземање на действија од страна на македонската страна. Нелегалната миграција е еден од најголемите проблеми со кои се справуваат и Србија и Македонија, кои се на рутата на мигрантите до големите европски земји. Според двајцата министри на ова поле мора да има помош од Европската унија, бидејќи во двете држави тие доаѓаат од членки на ЕУ, Бугарија и Грција. Mi smo ove godine, ja mislim, oko 7.000 zaustavili tih ilegalnih prelazaka na našoj granici. Mi smo dosta stvarno uradili na tome da se smanji ukupno broj ilegalnih migranata i dobili smo pohvale za to i od strane Evropske komisije, Evropske unije, ali i Severna Makedonija i Srbija imaju taj problem, a to je da nama migranti dolaze u stvari iz Evropske unije. На средбата се разговарало за повеќе теми, а и двајцата министри се едногласни дека соработката меѓу македонската и српската полиција е одлична, најавија нејзино продлабочување со повеќе оперативни соработки.